Венецијанската комисија не толерира било каков притисок врз националните представници при верификација на законите кои ќе стигнат на нивна адреса. Во писмо испратено во македонското МНР и препратено до вице-премиерот Османи, реагираат на скандалозната изјава дека законот за двојазичност нема да се испрати во Страсбург, додека македонски представник е професорката Каракамишева. Од влада ни потврдија дека писмото е пристигнато, ама се правдаат немало опомени за изјавите на Османи, туку само информации за гласањето. Пристигнато е писмо до МНР кое е препратено до кабинетот на заменик премиерот во владата на Република Македонија. Содржината на писмото е објаснување на постапките за гласање во Венецијанската комисија и ништо повеќе од појаснувањето. Професорката по уставно право Каракамишева, која јавно беше повикана како пречка за барање мислење од меѓународните експерти, во емисија на Алфа објави дека генералниот секретар на комисијата Томас Маркер реагирал дека владен притисок од каков било вид врз национален представник не е дозволен и дека писмото е веќе доставено до кабинетот на Османи и на Заев. Јас бев за заменик председателот на влада, бев најголемиот деструктивен елемент во Венецијанска комисија кој мора да биде отстранет, пазете, или ќе биде предмет на анализа на коалиционите партнери како да бидам тргната од Венецијанска комисија. Господинот Томас Маркер ми испрати информација дека не само што информиран вчера нашиот представник во Страсбург, амбасадорот во Страсбург од Македонија, туку е му испратено писмо кое мора urgent да биде доставено до нашите власти и тоа претпоставуваме веќе стигнато во кабинетот на Заев и кабинетот на Бујар Османи. Експресно само ден по изјавата на Османи, владата обидувајќи се да го оправда говорот на вице-премиерот се пофали дека законското решение е веќе испратено до комисијата, ама владиниот двоец Заев Ахмети очигледно некоординирано се само демантираа. Според Заев, законот за двојазичност во целост е испратен на верификација, за потоа Ахмети да изјави дека премиерот не ја кажува целата вистина, ами испратени се само одредбите кои се однесуваат на двојазичните униформи и парите, онака како што се договорила коалицијата. Моментално и на официјалниот сајт на Венецијанската комисија кратко стои информација дека премиерот на поранешната Југословенска република Македонија Зоран Заев побарал мислење за законот за јазици.